Добро вечер. Среда, 15. мај, 21 часот и некакви 7-8 минути. Редовен термин за печат на неделата, емисија во која јас, Сашо Ардански, со моите гости се обидувам да образложиме нешто, да појасниме, да проанализираме, а може би да прогнозираме за актуелните општествено-политички настани во оваа наша држава, Република Северна Македонија. Денешната емисија насловивме една ура за култура. Ова ура доаѓа и се разбира од зборот хрватски за час, значи еден час за култура, а може би да и ура од оние аксијашки слогани кога се освојува ударничките победи со повиците за ура. Денеска за културата, со мене во студиото ќе разговараме со моите драги колеги и соработници во разни културни, да кажем, ангажмани во изминатите децении. Искра Гешовска, еден од најдобрите теоретичари за културниот менеджмент и за културата воопшто во Македонија, но и жената која што стои на чело на веројатно еден од најсвежите фестивали, веќе трета година го Искра ќе биде сега, четврта, Крик, кој што еве почна пред 4 години, а една навистина изворена можност за едно поинакво гледање на културата и на културните содржини од она како сме навикнале. Златко Теодосиевски е базично ликовен критичар, меѓутоа експерт за менаџирање во култура и културни модели и така натаму, меѓу другото и бивши заменик министер за култура, па потоа и советник во министерството и така натаму. Овдека се прошегувавме дека Златко е најинституционалниот упатен експерт вечерва, и Рена Стефанска која цел живот е во културата, но актуелно е пратеник во Собранието и председател на Комисијата за култура на Собранието, што и дава една позиција и можност на поинаков начин да се занимава со културата. Малку да те исправам. Поведи. Цел живот сум историчарка, Добро. но тоа е дел од и културата е дел се разбира во широка смисла, антрополошка смисла на зборот. Ти инаку си во Институтот за историја, базично за национална историја, меѓутоа во принцип сите овие изминати децени активен проследувач и учесник во културата. Вие сите бевте, па некој од вас и се уште се, Златко секако, едни од најартикулираните критичари на културните состојби во Македонија во изминатите години. Значи, потоа земавте активно учество во разни проекти од типот на Шарена револуција и така натаму, и останавте сконцентрирани точно на промените кои што се очекуваше новата власт по падот на претходниот фамилиарен режим да ги направи во областа на културата. Она што ни се случи е за неполни 2 години, еве и вториот министер се менува, очекуваме трет министер со без метли и така натаму, ни се случува една ситуација која што предпоставувам дека е под очекувањата на сите вас за она што требаше во суштина да се случува. Се усвоја стратегијата за културата, новиот закон за култура се уште е во некакви породилни маки и така натаму. Доживеавме неколку скандали од овој тип на делење на пари и критериуми, транспарентност во тие процеси, сето тоа. Истрошивме од прилика 2 години на прилично непродуктивни, би се рекло вака малку од страна гледано ситуации. Еве да почнем со Златко, бидејќи Златко е сепак гледално. Златко, колку пати правите текстови коментари? 2-3 пати? Па неделно минимум 2-3, да. Минимум 2-3. Јас се обидувам, ако не сите, барем едно 2/3 да ги читам. Не се смалила острицата со која што ја критикувате состојбата. Состојбите ги диктираат моите текстови горе-долу. Иако јас гледам да фатам едно поопшто, по теориско ниво, меѓутоа со примери од праксата, а кај нас ги има премногу. Негативни, главно. Имаше очекување дека работите побрзо ќе се одвиваат? Јас, морам да видам искрен, имав огромни очекувања. Не сум бил таков оптимиста, дури и кога еве сум бил заменик министер, потоа и помошник министер, значи сум имал барем формално некаква власт, условно во раце, ама тогаш се бавевме со покренување на систем кој што не постоеше, или со менување на систем. Тогаш не бев толку голем оптимиста како пред 2 години. Тој оптимизам го потрошив за жал многу брзо, некаде за 7-8 месеци, по заменувањето на првиот министер Роберт Аладјозовски, некако се замре, потоа многу брзо и застана,
И сега од голем оптимист, сега сум голем песимист, за жал. Нема на фаза реалист. Нема. Не. Од една во друга крајност. Да. Ирена, вие се обидовте да влезете и конкретно во политиката, за меѓу другото да се обидете и од таа страна практична, влијателна, да менувате во сферите кои што се од ваш интерес. Кажете ми, какви се вашите проценки и оценки за изминативе 2 години? Мора негде со некоја диагноза да почнеме, за да потоа видиме шта нам ја чините, што ви кажат. Најнапред благодарам, Сашо, на поканата и за можноста вечерва да ја отвориме темата културата. Не е често присутна, но сега правејќи си муабет пред да влеземе во студиото, велам, остаревме, така да кажам, да се пошегувам. А се уште ги правиме истите муабети или сличните на тема култура. Како и да е. Ќе зборувам од позиција, значи, на пратеничка и председателка на Комисијата за култура во Собранието на Република Северна Македонија. Што можам јас да кажам од мојата позиција на тема култура, Комисија за култура и така натаму. Како што веќе спомна, Собранието лани ја усвои, ја изгласа Националната стратегија за култура, тука се и авторите, дел од авторите на стратегијата, ја изгласа без ниту еден глас против, што во дадениве констелации не е нешто што не може да не се одбележи. Исто така, при тоа сакам да нагласам дека истата кога влезе во Собранието, а беше подготвувана во еден инклузивен процес, предходно Министерството за култура ја подготви со сите ова засегнати страни, кога влезе во Собрание, ние повторно уште еднаш како комисија свикавме јавна расправа и така натаму, од тоа произлегоа амандманите, иако ние како мнозинство парламентарно ги поднесовме и така натаму еден мал вовет за нашата работа во Собранието. И сега се поставува прашањето, како и многу пати во минатото, така и сега, тоа е базичен документ од кој што треба да произлезат и сите други. Значи, тоа е рамката, значи вредностите, целите, визијата. Јас некни се расправав на една маса со експерти за реформи во различни области и сите констатираат дека, видите, кој ќе се донесе стратегија, тоа не е реформа. Апсолутно. Нити кој ќе се донесе закон не е реформа. Не е реформа. Тоа таму треба да почнат реформите. А кај не се мисли дека е огромна работа завршена што сме донеле стратегија и сега може да одмориме. Напротив, тогаш почнуваше работата, имплементацијата на стратегијата. Значи, таму има, тука се авторите не можам да зборува во нивно име, но се едно ние и заедно после работевме на амандманите. Значи, тогаш почнува работата, незината имплементација во различните сфери на институционалната култура и на независната сцена. Како тоа да се уреди согласно таа визија, тој концепт, таа рамка. За жал, законот за јавен интерес во културата се уште не е донесен, но јас искрено верувам, Златко исто така упатен и во тоа, денес имавме и состанок во Министерството за култура, при крај тоа целата беше една работа. од централните точки која потоа треба да се гради системот Така е. како нов Апсолутно. вибрира, нели, во Така е. дејноста. Законската... Зошто се одолговлекува носењето? Административни се проблемите, има концептуални политички проблеми? Не се концептуални, не се ниту политички. Туку се персонални. Се обидува и Реда да го избегне тој Не. квалификатив. Јас ќе го кажам. Тоа што го спомна и ти во најавата. Факт е дека за 2 години промената на двајца министри, очекуваме и трет, се изгуби континуитетот во работата. Тоа е факт. Каде е застаната работата? Конкретно со овој закон, кој што чија прва јавна расправа беше лани во јуни месец. Така? Да. Текстот на законот И уште една во септември. и уште една во септември. Значи, цела година речиси. Ние го очекувавме во парламентот во декември, Да, така тоа беше планот. Така беше планот. Околу одредени усогласувања со идниот закон или промените во законот за јавната администрација. Тука беше закочена работата. Минатите имавме избори, предходно други работи, но јас не велам дека е тоа оправдување, но само кажувам што придонело.
Додека сме на темата, ви Златко ќе го замалам искра само една секунда на никако, темата. да. Златко, што е суштината на таа, да кажем, законска регулатива за јавниот интерес? Што суштински ќе се промени или ќе се постави? Па суштински треба многу да се промени. Во смисла да се лоцира интересот на државата еднаш, дефинитивно, само кон тоа што е навистина јавен интерес на сите нас по културата. За разлика од сега, За разлика од сега, каде што не знаеме што финансираме. Што Сега значи тоа финансираме практично? Се финансира. Се финансира. Од фестивали до Да. изложби, до Не значи институции. дека утре нема да финансираме голем дел од тоа, меѓутоа ќе го прецизно Дефинирани. утврдени критериуми и стандарди. И за тоа се дојде до согласност, бидејќи гледате, ова ми се чини како важно политичко прашање, оти има Апсолутно. губитници и добитници Да, во процесот. Да не е тоа Но успоредување има резултат на има втор некакви битен такви момент процеси. што сега се лоцира и должноста на општините. Општините сега ќе се должни прво да изготват стратегии аналогни на националната стратегија, должни се врз сегашниот текст на законот да објавуваат општински конкурси за локален интерес. Тие мора да си ги преземат Имаат улогата. општините капацитет за тоа, Па Златко, како не? објективно Како не? мислам, дури овие општини кои што имаат Дури како да најмалите кажем, општини скромни, имаат финансиски некако. средства да подмират некои основни трошоци. Добро, ќе се вратиме и на Не сум финансирање. докрај сигурна, ама Добро? Па еве и тоа може да го видите со повеќемина кога разговарам, сите генерално се согласуваат дека парите не се централниот проблем. Не, Пари не. секако секогаш недостасуваат, тоа секогаш има би било убаво да има повеќе, но овој случај искра сите со кои разговарам велат дека парите во принцип не се централниот проблем на оваа една закоченост која сите како ти се чини искра од страна погледнато бидејќи сепак си во ситуација да можеш таа дистанца да имаш? Парите секако не се проблем. Буџетот кој што Република Северна Македонија го одвојува за култура, благодарение на ДПМНЕ, на претходното владење, тоа е сега истиот буџет и е огромен, при што ги немаме сите оние декоративни елементи кои што одеа со владењето на ДПМНЕ. Така што има пари, има. Но она што нема е размена на визии, на знаења, на експертиза. Ние имаме, секогаш кога владее СДСМ, размена на кандидати. Само на кандидати. Персонални функции. некакви Да, апропо решенија. персоналните решенија, апропо кадровските решенија, кои што сметам дека се рак-рана во неразбирањето на актуелната владеачка гарнитура, 30 години наназад речи се, кога е во прашање разбирањето на значењето на културата како турбина, како пилар, клучен, заедно со образованието се разбира, во емансипаторските и демократизирачките процеси за развој. Системскиот проблемот или е проблемот на Заев? Отигајте, кога го ставаше господинот Асаф Системски, Адемиев, апсолутно има. зошто? Тој систем произведува тој тип на кадри? Вака, не знам кон кого е прашањето. Се едно, кажете. Да. Значи, јас сметам дека е системски проблемот во однос на поставеноста на креирањето политики генерално. Политики кои што подразбираат телефонска култура, отсуство на автономност, особено во културата, ама и во сите останати сфери, на автономност во одлучување, акцентирање на професионализам, а не на партиски, пазарџиски, нати го дајме го концепти на владење. Така што во таа смисла и актуелниот премиер само го продолжува она што претходно било. Ние со Златко бевме колку години, јас веќе не знам, и заедно волонтиравме во Советот за култура на Социјалдемократскиот сојуз. Јас бев како представник од независниот културен сектор. Така што не можам да разберам, значи, мислам дека беа едно 6-7 години. Не можам да разберам како е можно после сета она истурена поддршка. Да, и тоа нека баш безусловна, без барање некаква контрауслуга. Не, никаква контрауслуга. Значи, како не можеше да се примени и како, дури би рекла, арогантно се погазува. Затоа што беа создадени основи за тие години додека бевме таму,
ова што велиме дека е системски проблем, основи да се промени. Одеднаш се соочивме на денешен ден, мислам, еве, сега ќе искористам приликата да 15 мај, 15 мај, се соочуваме да говориме за нешто за кое што денеска во мојата Facebook меморија се појави како остро обраќање кон СДСМ од моја страна, бидејќи на денешен ден бил сменет претходниот министер. Роберт Аладјозовски. Роберт Аладјозовски. Мислам, не знам дали е тоа датумот, но тогаш беше објавено. Па јас сум реагирала. Јавно, инаку на 1 јуни е сменет. Кога и дојде. Но Точно на година не. А информацијата беше на 15. Значи, 2 недели пред тоа. Имало, да, 2 недели предходно. Значи, не знам како да се разбере дека нема да може да се продолжи понатаму, бидејќи оваа земја нема што да извезува друго. Не можеме да извезуваме квантна физика или нешто така. Значи може да извезуваме евентуално идеи за културни има едно политики. ниво повеќе од тоа. Еве сакам и Златко и Ирена да ги вклучам. Златко, ти често пишуваш навистина интензивно за маните на претходниот режим, се разбира исклучително остри коментари и така натаму, но претходниот режим го препозна значењето и на културата, па и на образованието, ако сакате, како столбови на владење во смисла, сега, тоа е друго какви вредности ни стоа помина и како, што е резултатот од тоа владење, но не го подценија. Некако кај социјалдемокративе стално е тоа некако, кога немаме што друго да правиме, ај се и културава да решиме. Па, во право сум или можем и грешам, да. Јас делумно се согласувам со тоа, меѓутоа мислам дека генерално сите досегашни влади ја подценуваат културата. И тоа не е системска грешка во онаа смисла која што дури не знам како да ја дефинирам, мислам дека тоа е инерција. Кај нас не се појавил се уште човек кој што ќе удри на маса и ќе рече да, културата е важна и ќе ја ставиме на централно место таму каде што припаѓа. Земите го, сте виделе како изгледа структурата на државниот буџет. Културата е на крај. Прво оди Министерство за одбрана, па Министерство за надворешни работи, па сите други, таа е на крај. Ама амбасадорите и овона, стајте еднаш у средина. Еви таа символика на луѓето ќе им значи многу и ќе покажете дека културата ви е важна. Да речеме, тоа е мала символика, ама е битна. Пак велам, тоа е инерција, сметајки дека културата, да, ќе ја задоволиме, тие бараат малку повеќе пари, ќе им ги даеме и тука заврши приказната. Не е тоа. Роберт Аладјозовски беше да подпише една европска декларација која што се вика Бау култур и ние сме тогаш кога се носеше баш стратегијата и дури таа декларација ја вклучивме во стратегијата. Ама европскиот Бау култур говори за нов концепт на планирање на просторот, за нова архитектура, за нов тип на урбанизам. Апсолутно, да. Мислам, а ние Скопје 2014 уште ни стои пред нос. Ние подпишуваме се и на хартија прифаќаме, ама не го спроведуваме. Тоа е генералниот проблем. Ирена, и од внатре тоа така изгледа, бидејќи сега реално имаш простор да видиш и од внатре како делува. И од внатре така делува целата приказна, како што Златко ја опишува. Па, да, се согласувам. Прашање на приоритети, на политички приоритети. На сите ни е јасно што се случуваше овие 2 години и никој не вели дека е првиот приоритет. Но, да речеме, од не знам која маргина, сепак културата заслужува и мора да е бар погоре на средина, што велиш ти. Ќе дадам еден пример, ти што рече, најдолу е културата, како рече, најдолу е... Да, на списокот на финансирање буџет. Имено, и на расправа на буџет во собрание, пошто се расправа за раздели, никогаш не стасува. Не може да дојде во тие 10 дена. Ни во општата расправа, ниту пак во амандманската расправа. Шанси нема да дојде и амандмани да поднесете. Лани поднесовме со колешката Корин, амандмани. Нема шанси да дојдат, затоа што така како што е редот, викам, стајте малце погоре, не вика така е редот најдолу. Добро, викам, култура, што да правиме? Да, би можело некојаш и да се почне практично. Да, нека се почне, да, еве и тоа е макар да се смени таа например. На почетокот и на крајот, нешто за кое што со години сме сте расправале како теоретичари на културата околу сваќањето и значењето на поимот култура, така, затоа што културата значи вредности.
не е во една широка антрополошка смисла. Значи, да, не е стае само уметност и духовна креација или наследство. Така е, културата подразбира во дефиницијата на УНЕСКО е, значи тоа е знаење, вредности, право, обичаи, ставови, верувања на одредени групи, општествени, народи, нации. И прашањето е какви вредности ние сакаме да градиме. И тоа е клучното прашање. И тук затоа е културата толку многу важна и толку многу битна. Тоа е она што претходната власт го скопча и успеа да го злоупотреби. Утилитаризира го впрегне. Инаку и тие нема нито еден друг сегмент од културата тие не го развиваат. Го развиваат тоа што им требаше за овие механизми. Потреби. Добро, извини, со таквите културни политики на претходната власт се присеќам една мала дигресија што сум зборувала на денот кога го биравме Асаф, господинот Асаф Адеми. Меѓу другото сум зборувала за министер за значењето на поимот култура, како и тоа до што доведоа културните политики на претходната власт. Значи преку културата, односно нивните културни политики, се урниса демократските вредности врзани за современите сваќања и концепти на идентитет, на родови политики и така натаму. Тоа само дополнувам на Златко тоа што ништо тоа не е спорно. Прво, вие де факто сите говорат дека јас не го познавам. Лично говорат дека господинот Адеми е многу фин човек, васпитан, културен и така натаму, но е човек од градежен инженер, мислам сега. Значи, самото поставување за министер за култура е еден символички потез кој што во политиката веројатно се смета за фал. Барем да е архитект, па ќе кажете има некаква привозна точка. Второ, дали се согласувате дека можеби багажот со кој влезе оваа власт и во културата и она огромна тема за Скопје 2014 практично не успеа да оддели од еден дневен ангажман за расчистување на тој огромен багаж со ова што би била една стратегиска концепција за работење во култура. На тоа потоа се надоврзува уште една-две афери од типот на како се поделени парите на годишниот конкурс и така, и практично поминаа 2 години потопени во едно како да кажем колумнистичко препукување околу тоа кој што направил споменикот едно друго, не успеа да одлепат од таа прегнантна политичка агенда која што на известен начин го одзема времето. Искра? Јас сметам, за мене не е никакво алиби наследството девастираниот ЕВ сектор за култура од страна на ДПМН. Затоа што актуелната владеачка гарнитура имаше време да смисли како ќе се справува со уште пред да дое на власт, во таа смисла да смисли. Имаше доволно време, мислам, навистина имаше доволно време и јас не можам да го прифатам тоа алиби кое што постојано се сервира дека вие не знаете што не знаете што видовме. Па знаевме што ќе не знаеде и што ќе видиме. Значи можевте како партизаните, едни одеа на фронт, други мислеа стратегии, значи можевте да смислите како партизани. Па така, може ја да не одел да се бори, тој мислел. Значи има неколку луѓе што може да мислат како што понатаму, тоа не е никакво алиби. Останува проблемот значи на неможноста да се промени начинот на владење. Значи, дали, да се разбереме, сега тука се нешто се кажа, особено при овој конкурс, не знам, етничките, ваквите, онаквите, тоа е само една сценографија за која се кријат многу по-базични работи. Значи, повторно се во прашање, инсистирам на тоа, клиентелистичкиот концепт на владење во нашата земја, партикуларните интереси на одредени групи, интересни партии, пред се партии, султански партии, вакви, онакви, кој ќе го добие министерството, тој ќе прави што сака без оглед на тоа на кој етникум припаѓа. Ние, апропо етникумите и апропо девастациите во стратегијата за култура, еве сега и Ирена тоа го спомна, но инсистиравме на тоа дека
Треба, сега ќе парафразирам, дека се застапуваме за плурални културни идентитети, за интеркултурност, а не... А сигурно што друго во ваква Значи, земја, каде што влегуваат особено со сите концептот едно општество за сите, живеат за сите и така Да, натаму. тоа едно општество за сите стана флоскула, ништо не значи, значи се испразни од значење. Ништо. Култура за сите исто така стана флоскула. Значи, имаме застапување за современи културни практики и политики, кои што вака или онака во оној цајтнот напишување на стратегијата за култура, што исто според мене е недозволиво нешто да се случи, но ете се случи, значи сепак се внесоа внатре и сега имате шахмат. Некој ви вели не интересира. Слушайте, да ви кажам, сега знаете како, кој е виновен за тоа? Пак ли е Заев за сето тоа? А не знам Заев... Мислам, Заев, некако се навикнавме Заев, Знаете како, еве јас само накратко па... Пак ќе кажем, гледайте, и културата е веројатно рамноправна власт, како што е судската или новинарската, медиумската власт. Па вие не сте виделе да судската власт се однесува како власт. Никогаш никаква иницијатива, никаков ангажман чека да бидат цел на реформи и така например. Дали не е тоа случај и со културата? Значи, јас сметам дека сите сносиме одговорност, Да. затоа што оној, значи има нели хиерархии разноразни, се разбира, оној што е на врвот е највиновен, затоа што тој треба да размислува кого, како го поставува и каква слобода, каква автономија или па какви ингеренции му дава. Значи, ако некој ве постави за министер за нешто, тоа значи дека верува во вашата експертиза, има доверба и нема да ви се меша толку катадневно експлицитно во се. Ние пак имаме одговорност, еве јас имам одговорност, чувствувам одговорност, затоа што не успеваме да го наметнеме тој императив. Затоа што некој кој ќе ви каже на дискурзивно ниво дека партиципативноста е многу важна, не знам ова она, и ќе ве вклучува во некакви тоа нема работни ништо? групи, тоа апсолутно нема ништо, тогаш вие треба да му крикнете на тој некој и да кажете немојте да не лажете. Не дека беше тоа партиципативноста е важна. елементарната надеж кога Роберт Аладјозовски Златко се постави за министер да се тргне Именно, да. со овој концепт? Јас ќе бидам искрен, одамна не сум уживал во работа некаква како тогаш која пишувавме стратегијата. Со Искра, со уште неколку луѓе во таа група, сериозни луѓе, Ирена понатаму беше вклучена во процедурите. Меѓутоа, ние од нас се бараше да работиме во цајтнот, од септември до декември. Олеснителната околност беше таа што ги знаеш состојбите, ги знаеш моделите, па сега можеш тука да се снаоѓаш И брзо. предходно работевме. И предходно сме работеле, да. да. Го спомна Ги знаеш и Советот на актерите СДСМ, и така да. Сега најтрагичното е што во таа стратегија е се нацртано. Да. Затоа така го почнав во муабетот. акцијскиот план е све како азбука наведено што треба да прави. Тоа само да се почитува. И сега они го зимаат тоа, го фрлаат на страна и викаат ај сега ние тераме по стара, бе чекајте бе луѓе, ало. Зошто? Да. Затоа што Зошто? некој барал да се направи стратегија за некогов услов бенчмарк да се исполни и да се потоа... исполни бенчмарк, а таму Да. е се буквално нацртано. Добро. Може ли да ве замолам сега да потрошиме наредните 20 на минути, што од тука натаму? Ирена, што очекуваш прво? Не е ли малку парадоксално што еве министерот си даде оставка, јавноста нема поима кои се дури ни кандидатите за еден министер? Или министерка се разбира. Не е ли тоа веќе малку парадоксално што, како да кажем, барем ќе можевме да знаеме дека има компетиција меѓу две фигури или три, дека власта па и самиот премиер преферира ова или она. Ние сме сите во темници, или можеби ја немам информации, можеби вие Не, знаете. Но мислам дека апсолутно не никој не е сигурен за... не. Не е ли самото тоа по себе веќе еден симптом? Па Оти тоа доаѓаме покажува и каквите се намерите и идеите за целиот сектор. Апсолутно доаѓаме повторно на истото, на кое место, на кое скалило е културата во општеството. Значи, и тоа што го спомнав предходно, јас искрено се надевам дека културата ќе се помести неколку скалила погоре, тоа ќе видиме сега и во изборот на идниот министер и така натаму, и не е само доволно изборот на, тоа е важно, исклучително, но прашање и на политичкиот фокус на работата на една влада, така?
Па меѓу другото се разбира, барем елементарно да се согласува Јас- со стратегијата идниот министер или министерка за почеток. Дефинитивно, да. И тимот на министерот, организацијата на работата, кадровската политика, тоа е се дел од работата на еден министер, тоест министерство, кое што има колку што Златко околу 220 мислам луѓе или 230 се Во министерството скупно работени, вработени, да, негде кај околу да, 200 кои што би требале да ја сервисираат поделено по сектори институционалната култура и независната сцена. Добро, тоа Така министерство иначе важи како министерство кој има капацитет за одредено сервисирање, барем за луѓе кои што се вака од страна. За Не знам- одредено, да. За одредено. За одредени сектори, бидејќи Да. таму седат луѓе кои што си ја знаат работата во некои сектори, барем јас Да, колку што треба имам само искуство. малку да се упатат и Добро, што од тука натаму, Ирена? Што од тука натаму? од тука натаму тие материјали што се изготвија, тие се насоката каде треба да се оди. Дополнително, сериозни луѓе работеа на конкретни проблемски парчиња. Да. Во заштитата, во музеите, во библиотеките, во филмот. Значи имаме врз основа на стратегијата Изготвени анализи, десетина имате цели анализи елаборации. кои што му велат на министерот, ова е патот по кој што треба да одите. Министерот може да рече, добро, јас сакам да ги проверам уште еднаш, нека си формира уште една група, Да. нека ги провери, Па и дека не се согласи со па и некој нека не тоа, се дека согласи каже со зашто би... детали, меѓутоа, патот е тој. Нема зошто да се губи време. Една година веќе изгубивме. Треба само да се продолжи таму кај се застанало. Не гледам друг Да се начин. донесат законите, тоа е нашиот дел од работата како рамка, но тие не се крајната цел. Имплементацијата на истите, врз база на стратегијата, како и други закони, подзаконски акти и така натаму. Јас денеска пишав еден текст за состојбите со Охрид и со УНЕСКО. Тоа инаку не е никаква нова приказна, предпоставам дека вие знаете и така, но реална е заканата да се одземат ингеренциите на заштитените културни наследства што ги дава УНЕСКО, именно меѓу да. другото и заради кочењето на тој закон со кој би се регулирало управувањето. Знаете дека имате и дополнување, Ирена, вие и тоа и сте го мислам дека и на комисијата кај се разговарано тоа, нели? Не само разговарано, извини конкретно за Охрид и Охридскиот регион. Лани, во периодот помеѓу мај месец и јули месец, Комисијата за култура организираше надзорна расправа. Значи, тоа е највисокиот инструмент за надзор на собранието врз извршната власт. И тоа на иницијатива на парламентарното мнозинство. Едногласно донесена на комисијата од сите. Ама 4 Зошто пати е важно? во 4 наврати не поминува законот на влада. Што е проблемот? Имате сознание каде е Само започнало? малку увод да ти дадам, Добро, Сашо, добро, извини. добро, Значи, се разбира, непристојно, јас не намера да ја фалам работата на комисијата, но мора некои факти што се однесува за Охрид и Охридскиот регион. Што покажа надзорната расправа, во голема мера ги детектираше наследените проблеми, значи лошото несовесно управување, а истовремено 24 заклучоци што ги донесовме на комисија се насоки и препораки на различните институции за тоа што може и треба за да го сочуваме статусот на Охрид. При тоа морам да спомнам дека тоа е исто ноторен факт. Есента 2017 година владата подготви акциски план, ги задолчи различните институции и така натаму кои што треба да постапуваат. И? Според дел од тоа е исполнето, ги стопира штетните проекти, тоа е исто така факт. Да, од скијачкиот центар на Галичица така до... е. И се, законот е изготвен. Златко, ти веројатно исто си упатен, колку што знам. Да, речи си е при крај, да, мислам. Одржана беше и една јавна расправа во јануари, мислам, месец или декември, не ме фаќате за збор. Па вие во собранието застапувавте граѓански организации, знам пред една година дена кога се формираше Групата предава пријатели на 7000 потписи. Така е, нели, ние ако неколкумина добро ме држи. пратеници со фронт 24, така. а со исто така со подршка и на Националниот демократски институт ја направивме групата пријатели на Охрид и Охридскиот регион. И така почна всушност да се тркала и идејата за надзорната расправа
која што успеавме да ја од почеток до крај. Ви велам 24 заклучоци се донесени и задолжени институциите меѓу нив Што е едниот сега проблемот? заклучок. Што е на проблемот? Да ви кажам искрено, не знам зошто е. Законот е готов. Моите извори велат дека е проблемот околу повторно околу урбанистичките интереси, градежните парцели. Бидејќи гледате, ако не се лажам, Златко, 2/3 од буџетот на Министерството за култура оди на заштитарски трошоци, така ли е? Не е точно, Не. најмалку пари одат на Најмалку заштитата. одат за тоа. Да. Сашо, елаборатот за состојбите во заштитата има околу 75 страни и е катастрофален. Што е дури елаборат? Не, не е елаборатот. Елаборат за Состојбата. состојбите. Добро. Состојбите се катастрофални. Што е дури и благ израз. Нас системот во заштитата не ни функционира. И иста е состојбата во музеите. Слична е во сите институции. И сега кога ги имате Во вие тие институционалната сега ги култура. имате сите тие симптоми наведени, ви се понудени решенија, вие ги игнорирате и одите по Зошто некоја... скапи ли се решенијата? Компликувани Не се скапи, ли се? едноставно некој не сака да чии ги интереси примени. ги повредуваат Не знам. решенијата? Не. Не знам. Некакви, како да кажем, отпуштања се предвидуваат, Не. заштедување. Не, напротив, Не. дефицитарен е кадарот во значи музеите се и заводи за заштита истовремено. тогаш ќе се согласим дека- Дефицитарен е кадарот за Па што е тоа? во заштитата. Неспособност е во прашање? Не Некој грижата, компетентност? јас би Ја рекла мислам, пред да, се е мислам дека па долгогодишната не грижа. Јас мислам, Значи, да. институциите За од заштитата- статистика се извинувам Да, кажи на искрено. колку од прашањата на Сашо Ордановски се одговори со не знам. Мислам, Точно, да. Ние немаме тоа одговори е- на тие прашања. Тоа е тажно. Мислам, Тие навистина е тажно. тајните се кријат во Министерството за култура, за жал. Дали е работата повисоко од Министерството за култура? Јас мислам не. Тоа Во значи која дека смисла? Во која Зашто смисла? во конкретно? во повисоката политика. Да, ама Јас во однос на мислам- што? Во однос на сите решавање на сите овие проблеми, дали се тие предмет на меѓукоалициски договори, интереси, па потоа имате етнички елементи, па потоа имате овие бизнис структури. Вие де факто се извинувам за Охрид на пример, за гледам, Охрид читам не дека Струга не е ни вклучена во планот сето тоа. Ние се таму знаеме што проблеми има се. што не е вклучена? Во планот на УНЕСКО за практично создавање на нов начин на кој што ќе се управува со природните и културните Не. наследства во Охридскиот регион. Не знам зашто точно мислиш, иначе Охридскиот регион, заштитениот е Охрид, Струга, Крајбрежјето и Дебарца. Добре, јас Целиот во тој е практична смисла не знам дали они учествуваат во тоа на доволен начин. Добро, 세едно, сакам да кажем, може би се тоа е рефлексија заради кое што овдека на крај ќе ги подведеме под квалификатив неспособни. А да не се други интереси од прашање. Па. Јас секако инсистирам на тоа цело време, може би сум редундантна, но инсистирам дека проблемот е во повисоките инстанции, односно во генералното сваќање за тоа како се создаваат политики во оваа земја, не само културни политики. Да. И тоа е тоа што рековте, интереси меѓупартиски, вака, така, значи, инсистирам исто на тоа какви профили на луѓе, тоа е немарност, тоа е неодговорност. Вас ви е дадено да раководите со една организација што се нарекува држава и вие ставате погрешни луѓе на клучни позиции. Значи, тоа е неодговорност и во таа смисла сметам и дури некојаш радикално велам, треба се да се распушти тоа, да увеземе луѓе од надвор, со се премиери, со се министри, со се се. Тие модели сме ги разговарале, тешко дека ќе во ред функционира. сака малку организираната анархија, не на одмет, бидејќи онака сме во една деликатна ситуација и тоа сега пред портите на Европската Унија, НАТО и не знам си што, ние разговараме за тоа зошто имаме ваков или зошто не ни се имплементираат стратегиите и законите. Конкретно за Охридскиот регион, тука се засекуваат, значи, централната власт, локалните власти и многу Да, институции. згоден е примерот, затоа и го... Имено и многу институции. На 1 февруари минатата година конечно беше направена комисијата за управување со Охридскиот регион, која е патен во вториот член од законот. Има закон за управување со Охридскиот постои, регион, да, 2010 година мислам дека е донесен, но тој не бил никогаш испочитуван. Значи, во
членот 2 пишуваат дека треба да се формира комисија. Дури лани на 1 февруари. Во таа комисија членуваат представници на различни институции задолжени со управување или грижа за Охридскиот регион. Но клучно нешто за Охрид и регионот е изготвување на планот за управување со Охридскиот регион. Тој бил изготвен од претходната власт во нацрт верзија и никогаш не бил усвоен. Тој е во член 1 од постоечкиот закон го пишува. Така што не е доволно ниту само законот, доаѓаме секогаш до истото. Имплементација, ефикасност, волја, знаење, компетенции и така натаму. Колку пати УНЕСКО треба да ни каже? Реактивната мониторинг мисија од месец април 2017 година. Значи, таа е специјална мисија пуштена од УНЕСКО, знаете. Предупредуваше во која што точно пишува колку препораки имаат и вели. Клучна е препораката број 6. Што е препораката број 6? Ја цитиравме и ние уште еднаш во заклучоците. Значи, додека не се изготват клучните оценка и тоа се подготвува, знам, стратегиската оценка за проценка за влијание врз животната средина во Министерството за животна средина, катастар, не знам, на ревалоризација на нелегални градби, така натаму и на што се не, до тогаш да има времен мораториум. Или на градење, на воопште превзимање на практични се додека овие, потези. значи никој не вели животот да замре или да не се планира или да не се развива. Не значи дека се во судир, во клеш, дека се општествениот и економскиот интерес со потребата да се заштити. Па Охрид е едно од 35 светски природни и културни наследства. Да, тоа не е спорно, а сепак се однесуваме вака. Истовремено со двата квалификативи. Златко, сепак видни луѓе од културата, меѓу кои артисти, меѓу кои теоретичари, практичари на културите и така натаму, беа на фронтот на промените политички во Македонија 2015, 16, 17, шарена револуција и така натаму. Се ги гледавме нели сите и така натаму, кога требаше да се демонстрира едно незадоволство со претходната власт и сето тоа. Како не успеа тие луѓе да станат влијателни до таа мерка да можат овие работи што ги дискутираме да на поинаков начин се третираат од страна на оваа класична политика? Па мислам дека тука е партиски политики. Па разочарани се луѓето. Има едно повлекување од една страна, да. Како не. Видете, ние де факто бевме во една црна дупка, во еден, што знам, клингонски свет во времето на ДПМН, во културата барем. Ние во целата држава бевме, во сите ресори, ама во културата дефинитивно. Преку неа и се переа пари, се изгради Скопје 2014. Се смени Што не се правеше? сеќавањето. Институциите беа инволвирани во целиот тој процес. Сега излеговме, сега сме на работ и некој ни вели, абе поубаво ни беше, ај вратите се назад. Утебница. Чекете бе, зашто да се вратиме? И токму тие луѓе што ги спомнуваш, голем дел од нив се видни културни работници, уметници, сериозни луѓе кои што помогнаа да се излезе од таа дупка, сега се тргнати на страна, некој само иницијативно, некој под некакви притисоци, не знам. Не би сакал имиња да спомнувам, ама не е неопходно, да. Нешто дека тоа се пресели на Фејсбук, ама Фејсбук е сепак само социјална платформа. Само социјална тоа не е ама е добар индикатор. Так, да. Е добар индикатор. И таму ќе го видите расположението на луѓето. Луѓето едноставно веќе не сакаат да се бават. Јас ја памтам искра со која сме поминале сати разговарајќи за нови концепти на култура во која таа ќе биде децентрализирана, во која ќе биде надвор од институциите, во која што локално ќе се работи, нели во општина центар требаше да има културен центар. До кај тоа искра патем биде речено? Да. Значи, да, сонот е да се случи децентрализација во концептите, читањата, мислењата и практикувањата на културата. Таа децентрализација според мене треба да почне од самото Министерство за култура, да се децентрализира моќта на министерот пред се, кој што на крајот на криштата го има последниот подпис, па сите овие комисии за култура околу кој после тоа се крева прашина, на крај сваќаме дека ти имаат советодавна улога според законот, така немаат на крај министерот е оној што одлучува и за тоа за распределбата. А потоа
и на локално рамниште да се децентрализира со правење, веќе се спомна стратегии, општините да прават И свои сега, од тоа стратегии, има ли општина нешто? Центар конкретно има стратегија која ше направена уште во времето на Жерновски, каква е таква е. Таму се направи еден обид да се и таа е веќе регистрирана, долготраен процес од 2013 кој што трае, првата институција во сфера на култура на јавно цивилно, односно јавно граѓанско партнерство. Јадро, Асоциација на независен културен сектор е партнерот на општина Центар, но и покрај тоа што тоа веќе е регистрирано во Централен регистар како институција, уште од 15 септември 2017 ја нема. Заради X блокаде, заради неефикасност, И секогаш има заради... некакви добри изговори, секогаш уште ова, уште она. Секогаш. Чекај, Има ама само бројни што се тие не. примери. Има, еве, најпрост пример. Има елаборат за ликовните колонии направен, кај што точно се каже, овие се прва категорија, тие треба државата да ги финансира, овие не треба да ги финансира. Некој друг да ги финансира, општини или Кој сака нека ги сака, финансира? приватни, комерцијални. Тоа никој не го гледа. Пак сите добиваат пари. Што се елементарни работи. Сега, извините, Не, преискрено. ништо страшно, ништо, само... Концептот култура за сите, кажи Искра, јас лично мислам дека е невозможно култура за Ма сите. Не, јас добро, јас имам проблем со разбирањето и со некоја фускуларност на тоа што тоа до крај значи. Јас сама и покрај тоа што учествував во пишувањето на стратегијата не го сватив до крај тоа што значи култура за сите, но она што е клучно ми се чини е некој конечно да свати дека мораме да понесеме одговорност за градење на јака институционална култура, која што ќе создаде јака вонинституционална култура. Еднаш кај Јунер Исмаил, кој што беше министар за култура, рече дека и јас тоа постојано го цитирам, дека земја која што нема вонинституционална и тој ја нарече алтернативна култура, треба да ја измисли. И тоа, знаете, во поранешната Југословенска федерација, тоа и се правеше. Значи имаше тензии, се даваше затоа што тогаш не може да се случи. Тоа ви покажува дека е сватено конечно значењето на културата. Кога вие ќе им дадете простор на Ное Словенише Кунст или на не знам си кој да создаваат нови форми, па и да ја држат под стрес официјалната култура, која инаку ќе залегне и ќе заспие. Знаете, ние страдаме од неможноста да се одглавиме од ретроградноста и затвореноста за во културата, во И културната тоа и парадоксално продукција. повторно не заради немање средства, Не, туку заради немање ум. немање волја, немање Немање експертиза, Зашто? немање Неверојатно. знаење, немање Имаме инерција, изолирани инерција. острови. Министерството за култура е еден изолиран остров кој што делува сам за себе. Тој не делува за другите. Тоест, прво сам за себе и за другите кога дели пари. Институциите се исто еден затворен систем. Култура за сите тоа е преведено партиципативноста во културата. Така е, така Ама е. тие се затворени. Нивната работа или не работа не ја споделува никој, нити пак тие сакаат некој да ја споделува со нив. Они функционираат сами за себе, ги добиваат парите на годишно ниво, прават една изложба, 2, 5, 10, колку ќе дојдат не е битно. А културата не е изложби, балети и представа. Значи, Значи, проблемот станува е збор системски. за- Тука е системски проблем. Системско продикнување. Добро, дојдовме Сега до- законот има извини. Има една одредба, ама сега, боже мој. Сега бараме од институции, од националните институции, до 30% во нивните програми да има проекти од независната културна сцена. Значи со Тоа е сила ги концепт тераш. на отворени институции. Тоа е Ама нивна тие должност. мора да се отворат, зашто не се нивни институции, не се нивни пари. Сите ги плаќаме тие Апсолутно. институции. На крајот на криштата доаѓаме до поентата дека сепак е може ли, или ајде поинаку да поставам таа дилема, може ли еден министер да влие на тие процеси? Ама како на тие не? состојби? Јас Значи- сметам дека мора, има мора да воля. влие. Мора, нема. Бидејќи знам дека во хор тоа ќе би го кажете. Што значи сега тоа за изборот на новиот министер? Тоа значи ли дека ако се процени, ако културната јавност процени дека новиот министер не е адекватен по своите квалификации, интерес, знаење или што ја знам, некакви други бекграунди, дека
таа култура јавност треба да се подигне и да се побуни против тоа. Или ќе се прифати кој да е поставен за... Јас сметам дека ако сега тоа не го направиме, ако не реагираме, ќе видиме не знаеме што може ќе го понудат совршениот човек, не знаеме. Не знаеш што е искрено интересно, па никој ни сам не се нуди. Гледате, мислам, тоа веројатно говори за некаква депресија во секторот, ако ништо друго. Ние сме навикнати за некои ресори, значи да се активираат, да бидат викнати одеднаш на интервјуа, па да напишат колумна, да дадат свој став. Сега некаква штама е како во некое мочуриште и сите чекаме Заев кога ќе ветува. Па добро, јас не знам како да тие работи, навистина не знам како да тие работи, ама претпоставувам се, значи тие луѓе треба да имаат, јас не велам Заев, премиерот дека треба да знае, но треба да има советници кои што ќе следат, ќе скенираат се и ќе речат еве овие петорица, па дај да одбереме меѓу овие петорица без оглед од која партија се. Или дали се од партија. Каква врска има партијата, да, па тоа уствари всушност би било добро и да не се од партија. Ама не, и дури кога нема да бидат од партија, значи клучната одговорност на министерот или министерката или шо и да е, ќе биде овој пат да покаже автономија, дека тој или таа се тие кои што ќе знаат како треба, а не може да им се по телефон некој друг да им кажува како треба. Да, не мислам дека немаме ние луѓе, апсолутно, мислам дека имаме. Можеме сега и да лицитираме со имења, ама тоа е... Ајде да не почнеме. Да. Сакам да кажам. Од утре. Тоа што не се само наметнуваат, мислам дека се свесни дека ги чека голема работа и голема одговорност. Може би тоа е еден од моментите... Или може би па врзани раце дека ги очекуваат. Ете, тоа е страшно. Да, тогаш се умри. Јас сметам дека тоа е пострашен. Јас нема да ви кажам дека за оваа емисија се обидов и некои други луѓе да викнам, некои беа воздржани од учеството. Меѓу другото, веројатно и заради некакви калкулации, не за нив лично, туку дајте деликатен е моментот, ќе се бира нов министер, па да не се свати вака и онака и така натаму. Па ние од толку деликатно станавме најделикатна држава. Нема што подобро е да разговараме. Али затоа ќе признаеш кога ми се јави вчера и покрај се ти велам ајде Сашо, пошто многу години се познаваме и иако имам разни други обврски, со задоволство ќе дојдам да поразговараме сите заедно. Ирена, Златко, Искра, овој една ура за култура заврши. Имаме потреби од некоја реклама да прикажеме, но мислам дека еве на крајот да кажам и една самокритика дека ние медиумите сме исто така дел од проблемот, бидејќи ние се сетуваме, се сеќаваме на културата во нашите секојдневни програми само кога има скандал или кога има некаков специјален политички интерес како што е избор, смена на министри и така натаму. Имате редакција за култура во... Јас не можам во име на телевизијата да говорам сепак во ние кој што разговараме. Не сме така организирани да имаме, но реално е тоа исто така проблем. Новинар или новинарка се едно што ќе следат профилирани новинари, прашање на профилирани новинари, на културна критика, на критичари и слично, тоа се исчезна сите овие години. Многу нешто исчезна. Добра шанса сето тоа да се провери на еден друг начин. Вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да и вие размислите за овие теми кои само ги чепнавме, ги отворивме вечерва, бидејќи и вие сте учесници во тој концепт, во тој модел култура за сите. И на крајот на криштата сите ќе го дефинираат тој модел и со начинот на притисок врз оние кои што бираат министри, програми, гласаат за стратегии и така натаму, што точно ќе ви се случува во животот. Останете со програмите на Еден ТВ, ова беше Печат на неделата. Јас сум Сашо Органовски и се гледаме идната среда во истиот термин. Точно.